Филипинако, вие сте креатор на проектот Топ Едукатор, веќе 2 години. Така. И како резултат на таа ваша активност во изминатиот период, произлезе и оваа книга, која што наскоро ќе ја промовирате, 50 е еднакво на 100. Ајде сега прво насловот да го појасните. Насловот е, да, може да е провокативен и може да се гледа од неколку аспекти. Во секој случај, значи, зборуваме за еден проект кој што има исклучиво насока да ја потенцира потребата од зголемена здравствена едукација и пред се од зголемено разбирање на проблемите со здравјето со кои секојдневните проблеми, ќе кажам, со кои што секој од нас се случува. Да знаеме да ги препознаеме симптомите, да знаеме кога да се јавиме на лекар, а кога да си пружиме прва помош или само помош, да не седиме во ординации за течење нос или за покачена температура или било каков или некоја лесна диареја и така натака, затоа што меѓу другото таму ќе се изложиме можеби на уште некој поопасен агенс и тука ќе искомплицираме ситуацијата на страна тоа што веројатно никој не сака да седи и да чека на лекар, а при тоа ние ги оптеретуваме нашите здравствени работници кои што ни се за жал, со ограничен број и со ограничен капацитет, и тој број не е баш многу перспективно дека ќе драматично ќе се зголеми и дека ќе можеме да ги зголемиме опсегот на услугите. Заради тоа е многу важно да си помогнеме сами на себе и целиот тој проект беше насочен во таа насока, значи градење на навики за животен стил, една моја мала лична помош со овие 15, скоро 20 години работно искуство, бројни настани, едукации и така натака и на стручни лица, здравствени работници и на вообичаени, обични луѓе, да ги наречам секојдневни, да едноставно ги приближиме проблемите од здравствениот аспект до нив и да тие успеат да го зголемат својот квалитет на живот. Токму заради тоа е тоа 50 еднакво на 100. Квалитетни 50 години се како 100. Токму за така. мене. Токму така. Точно. Во тешко и лошо здравје. За некого е маркетинг трик, за некој друг се едноставно 50 совети кои што се тука вклучени, а кои што ќе ни помогне да дојдеме до таа една стотка. Животниот век се продолжува и статистички, иако ние се жалиме на загадување, на здравствени политики и така натака, статистиката не говори во таа насока. Животниот век дефинитивно е подолг и сега јас би сакал да е и квалитетен, да не живееме борејќи се или помалку да се бориме со здравствените проблеми, а што подлого да одржиме едно оптимално здравје.